Денеска православната црква ги празнува почетокот на црковната нова година и преподобниот Симеон Столпник. Почеток на црковната нова година. Првиот Вселенски собор определил црковната година да почнува на 1 септември. Месецот септември кај евреите бил почеток на новата граѓанска година. Месецот на збирањето плодови и принесувањето жртви на благодарност на Бога. Во времето на ова празнување, Господ Исус влегол во синагогата во Назарет, ја отворил книгата на пророкот Исаија и ги прочитал зборовите. Духот на Господа Бога е врз мене, зашто Господ ме помаза за да им благовестувам на бедните. Ме испрати да лекувам сокрушени по срце, да им проповедам на заробените и на затворениците, отварање на темницата, да ја проповедам благопријатната Господова година и денот за одмазда на нашиот Бог, да ги утешам сите оние што тагуваат. Месецот септември уште е познат во историјата на христијанството и по тоа што во него царот Константин Велики забележал победа над максенци, непријателот на верата Христова, а на таа победа следувала слободата на христијанската вероисповед во целата Римска империја. Долго време и граѓанската година во христијанскиот свет е сметана како и црковната, од 1 септември, па таа се пренела на 1 јануари прво во Западна Европа, а потоа и во Русија во времето на Петар Велики. Поуки од светите отци. Никогаш не сум видел никој да се поправи преку гнев, туку секогаш преку љубов. Тогаш тој е спремен дури и на жртва. Значи така треба да постапуваш. Земи се себе си за пример, како се смируваш со викање или со љубов. Свети Јосиф Исихаст. Преподобниот Симеон Столпник. Родум Сирец, од родители селани. Во 18-тата година побегнал од родителите и се замонашил. Себе си се предавал на најтешки подвизи, постејки понекогаш и до 40 дена. Потоа се предал на посебен подвиг дотогаш непознат, имено деноноќно да стои на столб во непрестајна молитва. Неговиот столб прво бил висок 6 лакти, после му подигнале еден од 12, па од 22, па од 36 и најпосле од 40 лакти висина. Неговата мајка Марта 2 пати доаѓала да го види, но тој не сакал да ја прими, туку од столбот и рекол: "Не вознемирувај сега, мајко моја, ако се удостоиме ќе се видиме на оној свет." Светиот Симеон претрпел безбројни беди од демоните, но тој сите ги победил со молитвата кон Бога. И светителот направил големи и многубројни чуда, исцелувајќи со збор и со молитва многу болни. Околу неговиот столб доаѓал народ од сите страни, богати и бедни, цареви и робови. И тој на сите им помагал. На некого повратувајќи му го телесното здравје, на некого пружајќи му утеха и поука, а на некого разобличувајќи го заради еретичкото верување. Така, царицата Евдокија ја одвратил од ереста на Евтихи и ја повратил во православието. Се подвизувал во времето на царот Теодосиј Помладиот, Маркијан и Лав Велики. Овој прв столпник во христијанството и голем свет чудотворец Симеон поживеал 103 години и се упокоил во Господа на 1 септември 459-та.
Неговите мошти се пренесени во Антиохија, во црквата со неговото име. Поуки од светите отци. Доколку не си радосен, што и да сториш, дури и твоето покаяние и твојата љубов нема да бидат вистинити. Старец Емилијан Симонопетриски. Поуки од светите отци. Човекот најмногу страда од мислите што не му се потребни. Старец Тадеј. Te